9 часот и 30 минути, време е да ви посакам пред се добро утро, во тоа и добро дојдовте во новиот квадрат. Добро се подготвивме и за денес, имаме со што да го задржиме вашето внимание барем следниве 30 на минути тука со нас, но најважно од се е дека имаме што да ве научиме, што да ве посоветуваме и добро да ве инспирираме. Што ќе гледате денес и во ова издание на Квадрат ви откривам во продолжение. Во новиот квадрат ви откриваме како да ја внесете есенската магија во вашиот дом, враќањето на кафената нијанса како нова дефиниција за луксус и зошто винилот е добра опција и за вашата кујна. Останете тука, по рекламите почнува новиот квадрат. Од ден на ден и деновите и температурите веќе се повеќе ни покажуваат дека есента е тука и дека се приближуваме и кон другото годишно време зима. И се повеќе копнееме по нешто топло, нешто стуткано, нешто што ќе го затопли визуелно и естетски нашиот дом. Затоа ние ви предлагаме неколку совети како да ја внесете есента во вашиот дом. Има навистина што да се научи, затоа уживајте во следниве неколку минути. Есента носи можност да го согласиме нашиот дом со ритмите на природата, со комбинирање на мудроста на фенг шуи и астролошките сознанија за потопол, похармоничен и поличен простор. Понекогаш дури и кога секој детаљ е внимателно одбран, бои, мебел, украси, сепак чувствувате дека нешто недостасува. Тајната состојка не е во бојата или во дезените, туку во текстурата. Допирот на ткаенината, свежината на каменот или нежниот сјај на материјалите може да го трансформираат убаво уредениот простор во дом со душа. Текстурата не е само детаљ, таа му дава длабочина, карактер и живот на просторот. Есента е волшебно време од годината. Деновите стануваат пократки, воздухот поостар, а ние природно копнееме за топла удобност и побавно темпо. Како паднатите лисја, ова е време за отпуштање и обновување. Совршено време да го усогласите вашиот дом со енергијата на сезоната. Со комбинирање на древната мудрост на фенг шуи и персонализираните согледувања на астрологијата, можете да создадете удобен и избалансиран простор кој ја поддржува вашата благосостојба и секојдневните ритуали. Букле – топлината што сакате да ја допрете. Ова е ткаенината која со своите мали јамки овозможува тактилно задоволство и чувство на потопување во облак. Благодарение на иконата Шанел преку своите елегантни јакни, букулот денес зазема истакнато место во интериерот. Совршено се вклопува со заоблените линии и мебел кој ве гушка. Ако не сакате веднаш да инвестирате во кауч, започнете со перничиња или пуф мали детали, кои носат луксус и удобност во просторот без да направите голема промена. Свила – нежен сјај и софистицираност. Свилата е спротивна на букле и затоа совршено функционираат заедно. Мазна, сјајна и луксузна. Свилата носи софистицираност и елеганција. Внесете го преку перничиња или свилени навлаки, создавајќи контраст со мат материјали. За похрабрите, свилената посадина може да им даде над зидовите длабочина и гламур, додека природната органска свила носи топлина и земјен тон. Свилата секогаш дава допир на елеганција, но секогаш шепот и стил. Камен – моќта на природата во домот. Каменот носи чувство на стабилност, цврсти темели и природна енергија. Не мора да го покриете целиот под со мермер за да го внесете. Доволни се мали детали. Свекници од мазен камен, подлоги или украсни фигури од рачно изработени елементи. За поголем ефект изберете маса со мермерна основа или впечатливо скулптурно парче. Дури еден камен зид може да стане фокусна точка на дневната соба или трпезаријата, внесувајќи природност, карактер и текстура во просторот. Во комбинација со меки материјали како букле или свила, каменот создава совршена рамнотежа помеѓу природното и рафинираното. Кога го допирате, гледате и доживувате простор. Ја сваќате вистинската магија на домот. Комбинирајте со свила, додадете камен за рамнотежа и создадете простор кој не е само визуелно убав, туку е и топол, софистициран и полн со личност. Интериерот не е само слика, тоа е искуство. Секој допир, поглед или чувство потврдува дека сте ја постигнале совршената хармонија.
Се што всушност ви е потребно за да ја реализирате оваа идеја е на дофат на раката, во вашиот двор или во блискиот парк. Идејата е да го покриете вашиот интериер со листови во различни бои, да го украсите со тикви и други есенски плодови, како и со свеќи, чија светлина ќе внесе топлина во вашиот дом. Плетениот и крзнен мебел и додатоци ќе ги направат вашите студени есенски денови попријатни. Не двоумете се да ја разубавите вашата дневна соба со портокалови, бордо и жолти тонови, како и есенции од чоколадни нијанси, темно-виолетова и слонова коска. Доколку имате камин во вашата дневна соба, тој може да биде совршено место за вашата есенска декорација, која можете да ја изложите во убави плетени корпи или дрвени контейнери. Најлесен начин да ја декорирате вашата дневна соба во есенски стил е да ја искористите магијата на разните текстили. Пирници, кебиња, завеси, теписи и други детали во есенски бои. Златни тонови и тонови на скапоценности, како и со интересен принт, ќе ја направат вашата дневна соба попривлечна. Плюс, кога зимата се тркала наоколу и сакате да ги отфрлите слоевите, можете лесно да ги отстраните овие детали, без да ја уништите естетиката на вашиот дом. И кога зборуваме за есента, веројатно нешто што најмногу не асоцира на овогодишно време е нејзината специфична палета на бои. Меѓу нив потемните нијанси, а овој пат кафената боја се враќа на голема врата и ќе биде вистински хит и вистински одраз на луксусот во вашиот дом. Како да ја имплементирате, ви откриваме во продолжение. Кој би помислил дека кафената боја ќе доживее вакво враќање? Нијанса која многумина ја поврзуваа со мебелот од 70-тите или со таблата во собата на баба. Денес се враќа посилна од кога и да е, како софистициран символ на современиот луксус. Но никаков луксус. Зборуваме за тивка елеганција. Таков луксус што не вреска за внимание, туку достоинствено и длабоко влегува во просторот. Тивкото луксузно кафено е повеќе од боја. Тоа е расположение, коренетост, присуство. И во моментов го има насекаде. Од историските британски куќи до познатите станови во Калифорнија на TikTok. Ако сте го поврзале кафеното со здодевни плакари и уморни трпезарии, време е да го преиспитате тој став. Веќе и во Англија ги оживуваат историските нијанси, што некогаш ги красеа вратите на аристократските куќи и ѕидовите на собите се цртањи од минатите векови. Тоновите како кафена или кардамон носат не само карактер, туку и наследство. Дури и бојата позната како чоколадна боја на Бенџамин Франклин е повеќе од име. Тоа е изјава за стил. И неверојатно е како тие топли, богати тонови совршено се вклопуваат во современите интериери без навестување на стара мода. Она што ја прави оваа нијанса особено интересна е нејзината улога како нов неутрален тон. Денес кафена е она што порано беа сиви ѕидови или беж подови. Сигурна основа која одлично оди со природни материјали како дрво, ратан, камен. Но во исто време, кафената е ненаметливо поврзана со бои како валкана розова, сенв жолта, теракота или мудра зелена. Тоа е палета која овозможува проникнување на просторот, без напнатост, без бучава. Вистинската работа за интериер со карактер, но без театралност. Додека Европа црпи инспирација од историјата, Калифорнија гледа кон природата. Многу дизајнери користат земјени тонови за да создадат простори што смируваат и вкоренуваат. Ѕидови во боја на кафе, панели од дрво од орев, софи од земјени бои. Се изгледа тивко, топло и искрено. Не е случајно што тонските кафени интериери го освоија TikTok, ниту пак тоа што бојата стана една од најпродаваните во 2023 година. Луѓето сакаат бои кои ги поврзуваат со природата, затоа што во брз свет тие бараат мир. Затоа, тивкото луксузно кафено не е само естетска одлука, тоа е и избор на став. Таа не се обидува да импресионира, таа носи длабочина, спокој и автентичност. Идеална позадина за текстури, рачно изработени парчиња и винтидж предмети. Оваа нијанса овозможува просторот да се чувствува оригинално и недооценето. Тоа не е боја која бара ваше внимание, туку ви дозволува да бидете своји. Запомнете дека нијансите на чоколадо, златно кафене и други слични нијанси ќе изгледаат добро во дизајнот на главниот влез од куќата, кујната или како боја на еден од ѕидовите во дневната или спалната соба.
Најдобрата комбинација на нијанси е длабоко кафена и сина. Денес овие бои често може да се видат во многу популарни интериери, а тоа воопшто не е изненадувачки. Навистина, од гледна точка на фенг шуи, тие може да се наречат идеално решение за секоја соба во куќата. Темно кафена како елемент на дрвото и сината како елемент на водата. Се хранат една со друга и на тој начин создаваат и шират околу себе топла и хранлива енергија на просперитет. Кафената боја е вообичаена боја на мебел во речиси сите нејзини нијанси, но сепак не е многу застапена како боја на ѕид, барем не во нејзините темни варијанти. Доколку се одлучите за ѕид или ѕидови во кафена, чоколадна боја, вашиот простор ќе добие неочекувана длабочина и мек кадифен впечаток. Во тој случај одлучете се за мебел и ткаенини од ванила или крем бела боја. Темно кафените нијанси прекрасно одат со целата палета на виолетови и розови бои. Многу е невообичаено со тиркизна боја, додека со црвена, жолта и портокалова нијанса премногу го загрева просторот. Светло кафените нијанси се разликуваат по количината на сива, жолта и црвена боја. Сивата создава палета од беж до црно кафе, жолти се окер нијанси, црвените се движат од бакар до речиси кафено-бургундски нијанси. Во ткаенините, кафената боја сака густина и мекост, така што тешките материјали најдобро одговараат на кафена боја. Пред да мислите дека е темно, тешко или не одговара на вашата квадратура, погледнете го дрвото во шумата, сенката на земјата, бојата на калта по дождот. Не е само кафена, тоа е целиот опсег на животот. И последните неколку минути од ова наше денешно дружење ги посветуваме на едни од клучните елементи за изгледот на вашиот дом – подовите. Доколку еден од вашите опции е винилен под, ние ќе ви ги кажеме предностите. Уживете во она што следува. Го реновирате домот и сакате старата демоде кујна да добие исто така нов модерен изглед. Плочките кои доскоро беа класичен и можеби единствен избор веќе не се тоа. Винилните подови заради своите перформанси, но и заради својот дизајн се користат се повеќе. И тоа не само во кујната или во домот, туку и на високофреквентни места, како продажни салони, канцеларии и така натаму. Особено се интересни и се повеќе се во употреба луксузните винилни подови, па ние на оваа тема ги консултиравме и нашите стручни соработници кои во својот асортиман ги имаат токму нив – Quickstep. Тие ни ги откриваат карактеристиките и луксузниот дизајн, но и предностите и зошто се тие одличен избор за кујната да добие уникатен и модерен дизајн. Па еве неколку причини зошто би требало да одберете луксузен винилен под за вашата кујна. Пред се, од Quickstep велат, поради врвниот квалитет. Кујнските подови се постојано на тест. Ке падне чаша или чинија, ке се истори течност. Кога би можел да зборува, кујнскиот под би раскажал многу доживувања. Но благодарение на патентираната технологија, винилните подови се спремни да издржат многу. Тие се отпорни и на влага. Винилните подови се водоотпорни и многу лесни за чистење. Двете најважни работи кога станува збор за кујна. И не само за кујна. Заради својата целосна водоотпорност, можат без проблем да се постават дури и во бања. Тие се и супер лесни за чистење. Подот во кујната многу брзо се валка, а неговото лесно и брзо чистење е секако важно. Во тој поглед, винилните подови се без конкуренција, поготово имајќи ја во предвид патентираната технологија на Quickstep. Со помош на неа сите флеки се вадат многу брзо и многу лесно. Кујната е спојна со дневната соба во отворен простор. Па сакате да имате ист компактен под и во кујната и во дневната. Тогаш вашиот избор може да биде винилен под. Истиот под со фантастичен дизајн може да биде поставен во целиот простор. Обично при реновирање, кујната не може да биде заобиколена. Смачени ви се старите плочки и не можете повеќе да ги гледате, па затоа вашиот избор повторно е винилен под. Теноке, лесно се монтира, може и врз старите здодевни плочки. Лесно се вади, а има огромен избор на дизајни. Причини за избор на винилен под има многу и нивната застапеност е се поголема. А како важна причина е и огромниот избор на неверојатни дизајни за сечи вкус и секаков интериер. Во продолжение ќе ви покажеме само неколку од нив.
Секогаш кога сакаме да купиме нова куќа или стан, бараме инспирација и се предводиме од светските трендови. А секако главни виновници за тоа се светски познатите ѕвезди и нивните раскошни домови, уредени во најразлични светски стилови. Незалудно е кажано дека Холивуд блеска од раскош и убавина кога станува збор за куќите. Овој пат ние, како доза инспирација, за вас ја земавме раскошната куќа на познатата актерка Кристен Данст. Нејзината огромна вила е уредена во целосен рустичен стил и навистина плени со целата таа топлина и луксус. Во Лос Анџелес, а особено во Сан Фернандо, Кристен Данст, позната по своето присуство во областа на актерството, го најде своето лично прибежиште, која живееше таму во последните неколку години. Откако значително го доживеала гламурот на публицитетот, таа сакала да најде средина во која мирот ќе има доминантна улога и конечно успеала во тоа. Можеби живее во Лос Анџелес, но на овие простори се изгледа помирно, поради што, без многу размислување, решила да ја купи оваа куќа. Тоа е многу импресивна вила која доминира во мирна населба и е претворена во извонредна семејна средина. Всушност, дел од декорацијата на оваа вила се и парчиња чиј поранешен сопственик била Джеки Кенеди. Предметната врата е купена од Њу Јорк и била сопственост на најпознатата прва дама на светот. Заедно со дизајнерката на интериери нејзината многу добра пријателка Джейн Халворд, таа ја дизајнираше идеалната средина за себе и нејзиното семејство. Она што таа ги замолила експертите е да направат и создадат амбиент кој зрачи топлина, комбинирајќи земјени тонови во најпопуларните опции за бои. Врз основа на бели ѕидови и огромни прозорци кои служат за пропуштање светлина, избран е модерен дрвен мебел, кој, иако е нов, на целата куќа и дава винтидж шик карактер. Во внатрешноста доминираат дрвени површини, платнени ткаенини на софите и креветите, камени ѕидови и импозантни уметнички дела. Наблюдувајќи го интериерот, откривме дека топла и пријатна атмосфера зрачи во секој агол и им дава мир на сопствениците секогаш кога ќе посетат вилата за време на викендите. Сите соби се карактеризираат со непретенциозен луксус од минатите децении, кој денес е исклучително избалансиран. Печатливи се прекрасните украси, преголемите уметнички дела на ѕидовите, сложените елементи кои ја красат секоја површина и комбинацијата на бои и текстури на софите и креветите. Заедно со сите други елементи, антиквитетите заземаат многу места во куќата и даваат многу посебен антички карактер кој поплавува во секоја ќоше. Садови од другата ера, вели таа и припаѓаат на незината баба. Впечатливи, суперудобни фотели, кожни елементи кои даваат модерен шмек, растенија за дополнителни бои, модерни албуми и рачно изработени теписи. Се што може да се види во собите и да стане врвен извор на инспирација за љубителите на внатрешен дизајн. Па доколку и вие посакувате еден ваков дом од соништата, тогаш сигурни сме дека оваа куќа на познатата актерка беше доволна инспирација за да започнете да се подготвувате за новиот луксузен дом.
Тоа беше се што предвидовме за денешново дружење. Се надевам дека и денес нешто научивте од нас и се надевам дека веќе ќе реализирате некоја од идеите кои што ние ги споделивме со вас изминативе 30 на минути. Се гледаме повторно наредната недела, до тогаш уживајте во она што го има на програмата на Алфа. Се гледаме.